Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис Именада, а во нив ќе гледате. Председателката на Република Косово Вјоса Османи Садриу денес беше во официјална посета на Тетово. На билбордите за добре дојде само на албански јазик, реагираа политичките партии од македонскиот блок. На Универзитетот на Југоисточна Европа одржана презентација на проектот за мултимедијални компетенции за универзитетскиот кадар. Николина Николовска ја доби титулата Вешта жена за град Тетово на општинскиот избор на манифестацијата Вешта жена. Председателката на Република Косово Вјоса Османи Садриу денес беше во официјална посета на Тетово. Општината ја пречека со билборди за добре дојден, но напишани само на албански јазик, на што реагираа политичките партии од македонскиот блок. Транспаренти билборди со добре дојде господјо председателке напишани само на албански јазик постави локалната самоуправа по повод денешната посета на Тетово на косовската председателка Вјоса Османи Садриу. На влезот на градот во требникот стои надпис Тетова, без да има и на кирилично писмо. На ваквите постапки реагираа советниците на СДСМ, кои воедно прашуваат дали градот треба да се уредува само кога доаѓа делегација. Дали само албанскиот јазик е официјален јазик во градот Тетово? Дали македонската етничка партија која ја поддржува власта го поддржува тоа? Дали треба да чекаме висок гости да не посети за да се исчисти и уреди градот? Зарем граѓаните на Тетово не го заслужуваат тоа секој ден? Вчера младите од ВМРО ДПМН упатија порака до градоначалникот поставувајќи транспарент на македонски јазик кој подоцна беше отстранет. Денес и од општинскиот комитет на партијата побараа да се почитува двојазичноста. Ги повикуваме институциите на Република Македонија да преземат енергични мерки и да постапат според Уставот и важечките закони во врска со поставувањето на билборди само на албански јазик. Сметаме дека е добро да градиме добрососедски односи, но остро се спротивставуваме на злоупотребувањето на Уставот и законите и цениме дека е недозволиво девалвирањето на употребата на македонскиот јазик како единствен службен јазик, како и државното знаме. За време на денешната посета не беа дозволени новинарски прашања. Во обраќањата по средбата на косовската председателка со тетовскиот градоначалник беше истакнато дека Тетово е мост на соработка помеѓу двете држави. Тетово, како една од главните градови на Македонија, од најважните градови после Скопје и најмногу каде што мнозинство на граѓани живеат албанци, е мостот на соработката помеѓу Македонија и Косово. И затоа ние јас како градоначалник ќе продолжам овие соодноси да ги негувам и понатаму со сите држави во реонот, особено со Косово, со кој имаме многу заедничко минато и многу заеднички да споделиме и во рамките на едната соработка за во делот на интегрирањето на нашите две држави, Република Северна Македонија и Република Косово во Европската унија. Од Тетово почнале многу историски процеси за албанскиот народ, не само за оној кој живее во овој град, туку и од соседните држави. Тетово и Косово имаат многу заедничка историја и плодна и братска соработка. И денеска нашите врски се нераскинливи. Многу млади од овој град студирале и студираат на нашите универзитети и обратно. Со развиорени албански знамења, придружувани од граѓани и ученици, се упатија на прошетка низ градот. Денес на Универзитетот на Југоисточна Европа беше одржана презентација на проектот МАСТ, кој има за цел да ги развие мултимедијалните вештини на универзитетскиот кадар за поефективно пренесување на стекнатото знаење кон општествените структури. Во проектот се вклучени партнери од 5 различни држави.
Во рамките на неделата за вмрежување на проекти и интернационализација денес на Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа презентација на проектот МАСТ, проект за мултимедијални компетенции за универзитетскиот кадар. Во проектот се вклучени партнери од 5 различни држави, а истиот има за цел да ги развие мултимедијалните вештини на универзитетскиот кадар за поефективно пренесување на стекнатото знаење кон општествените структури. Партнерите кои што се вклучени во проектот се од 5 различни држави и проектот е фокусиран во областа на поддржување на вештините, мултимедијални вештини на универзитетскиот кадар, за да после тоа да има поедноставно и поефикасно пренесување на знаењата кон општествените актери. Значи, овој проект веќе 3 години кој што е во имплементација, денеска ни е настан за дисеминација на проектните резултати со повеќе стейкхолдери, за да се овозможи култура на пренесување на тоа што веќе е истражувано, докажано и со наодите, за да се подобри учеството на универзитетот кадар во пренесување на знаењето на кон општествените актери. Сакам да се заблагодарам најпрво како водител на овој престижен настан и исто така сакам да ги спомнам останатите придонесувачи на проектот МАСТ, а тие се Универзитетот Аликанте од Шпанија, Универзитетот во Каунас, Интернационалното училиште за општествени и бизнис науки од Словенија и исто така колегите и партнерите од бизнис заедницата, компанија од Португалија и фондацијата Регенсбург од Германија. Навистина е многу интересен настан, работејќи заедно, бидејќи секој од нас е различен, но исто така комплементарен еден со друг. Проектот е многу успешен, не зборувам само за мојата средина во Романија, истото се однесува и за другите земји. Целта на овој проект е да биде препознаен од Европската Унија, бидејќи оваа година ние имаме година на вештини и компетенции на европско ниво. И во овие 2 години ние само што допревме 1 милион луѓе од целиот свет. 1 милион луѓе дознаа за нашите достигнувања и нашите резултати. Year of skills and competencies development at the European level. And in these 2 years, we already touched 1 million people. So 1 million people all over the world have heard about our achievements and our results. Во неделата на интернационализација на Универзитетот на Југоисточна Европа се предвидени низа активности од кои повеќето се поврзани со проектите координирани од Истражувачкиот институт Макс ван дер Штул. Значи, денес сме тука за да продолжиме со активностите за неделата на интернационализација која што се одвива оваа недела во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. И за време на оваа недела сме имале повеќе активности и тоа значи повеќето се поврзани со проектите кои што се координираат и менаџираат од страна на нашиот институт Макс ван дер Штул, кој што е истражен институт и кој што истражувачки институт и кој што координира повеќе меѓународни проекти. Во рамки на оваа недела присуствувале повеќе членови од разни работни групи кои што ги имплементираат овие проекти во рамки на кои значи присуствува и Универзитетот на Југоисточна Европа. И освен тоа, за време на оваа недела, значи сме имали повеќе гости од партнер универзитети со кои што имаме склучено договор за меѓународна соработка и тие присуствувале на активностите токму за неделата на интернационализација во нашиот универзитет. Мултикултурализмот, мултикултурниот диалог и културните разлики беа во фокусот на денешната панел дискусија во Тетово во рамки на едукативниот фестивал Watch Through, односно Гледај низ, кој го организираше Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово. Мултикултурализмот, мултикултурниот диалог и културните разлики беа во фокусот на денешната панел дискусија во рамки на едукативниот фестивал Watch Through, Гледај низ, во организација на Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово.
Пред присутните со своји примери за мултикултура, но и колку таа е значајна за просторот во кој живееме, исполнет со припадници на различни националности, говореа универзитетскиот професор и писател од Албанија Илјат Аличка, универзитетската професорка од Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје Лидија Георгиева, како и Бенџамин Бланкер, поранешен координатор на сервис за граѓански мир. Целта на фестивалот Гледај низ е да се создаде синергија што може да стимулира позитивни промени во општеството и да ги инспирира другите да действуваат кон подобра иднина со перспектива на европска интеграција, со фокусирање на образованието, литературата, граѓанскиот ангажман и заштитата на животната средина. Фестивалот Гледај низ промовира разбирање, емпатија, активизам и критичко размислување, кои се од суштинско значење за мирен соживот и одржлива благосостојба. У суштина настанот почна од вчера, пошто ние веќе го почнуваме нов фестивал, Watch Through, кој до сега во Тетовскиот крај сме познати по Watch Out, по филмскиот фестивал. Сега ве почнуваме фестивал на активизам, каде заедно носиме активисти кои го користат уметноста као алатка за да го трансформираат јавниот простор. Имаме активисти кои се занимаваат со environment, со амбиентот. Но една посебна тема, као ова денешната која имавте прилика да ја следите, е посветено на интеркултурализмот и мултикултурното учење. И тоа на сите аспекти на друштвото. Имавте можност да гледате врвни експерти, значи бивши амбасадори, сегашни професори, кои се таму, као исто и професори кои активно се занимаваат со политиките и кои нудат модел какво нашето општество може да биде по-успешно и да се гради врз овие различности. Фестивалот Watch Through започна вчера со панел дискусија во Скопје на тема Отворен Балкан и Балканот во ЕУ, а ќе заврши утре со трибина посветена на животната средина. Во продолжение слушнете ги информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. 48 годишен тетовец вчера во 10 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавил дека пред трговски објект на улица Иво Лоларибар во Тетово физички бил нападнат од 54 годишник исто така од Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници од СВР Тетово, полициско оделение Групчин, ја пронашле АБ 24 годишна од Тетовско Церово, за која на 7 април 2023 година нејзината мајка пријавила дека се оддалечила од домот. Со неа бил извршен разговор при што изјавила дека самоволно заминала од дома и не сака да се врати. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска околу 2 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово го лишиле од слобода ДЖ од Република Косово, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 15 часот и 15 минути на улица Никола Парапунов во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 29 годишник од Гостиварско Дебреше. Тој бил осуден на казна затвор од 3 години за сторени кривични дела по член 235 и член 236 од Кривичниот законник, а бил баран по потерница врз основа на судска наредба за доиздржување на затворска казна од 1 година и 9 месеци. Лицето било спроведено во казнено-поправната установа затвор Идризово за доиздржување на казната. Вчера околу 16 часот и 30 минути во Гостиварско Горјане, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 60 годишник од Неготино. Тој се сумничи дека на 15 овој месец околу 16 часот со остар предмет повредил добиток, сопственост на 68 годишник. Се расчистува и документира случајот и против инволвираниот ќе следува поднесок. Вчера на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, претежно автобуси и такси возила, при која биле откриени и санкционирани 7 технички неисправни возила. Вчера од 8 до 13 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово спроведена била акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, претежно автобуси и такси возила. При контролата биле откриени и санкционирани 7 технички неисправни возила, 5 во Тетово и 2 во Гостивар.
5 од нив имале неисправни сопирачки, а 2 неисправни други уреди и неизвршен технички преглед. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај, а на возачите изготвени им се законски предвидени поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок, согласно Законот за возила, изнесува 400 евра во динарска противредност. При контролата исто така констатирани биле и 12 други видови прекршоци, за кои биле поднесени соодветни поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги потсетува возачите кои се учесници во јавниот превоз, навреме да ја проверат техничката исправност на возилата кои ги управуваат и да не ја доведуваат во ризик нивната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Вчера се одржа изборот на вешта жена за општина Тетово. Николина Николовска ја доби титулата вешта жена за град Тетово на општинскиот избор на манифестацијата Вешта жена. Нејзината маса со бројот 1 насловена бајка ги освои гласовите на жирито. Целта на манифестацијата е да се мотивираат жените и да докажат дека можат да бидат успешни на секое поле. Беа доделени и признанија за успешни жени во неколку области: здравство, образование, бизнис сектор и хуманост. Оваа година 31 година, квалитетни надпреварувачки, меѓутоа главна цел е да ги мотивираме жените во делот на она кај што се најследни, а тоа е храната. Таа причина е само да собереме што поголем број на гости како што ги имаме вечерва и да докажеме дека жените на секое поле можат да бидат успешни. Покрај другото ќе ги истакнеме и жените од различни професии кои што допринеле за градот од областа на образование, медицина, бизнис и хуманитарни дејности, и затоа очекувам, гледајќи ги нашите инсертите преку телевизијата, ќе ви докажат дека сепак присуството за одржување на оваа манифестација заслужува внимание. Но ова е за избор на вешта жена за општина Тетово, додека на 13 мај во ресторанот Арена ќе се одржи републичката манифестација Вешта жена, каде што ќе учествуваат победничките од 15 града од Македонија. Вешта жена и овој пат беше збогатена со музика и забава за присутните. Актерите од Тетовскиот театар на пресконференција најавија премиера на представата Бог на масакрот во петок на 28 април од 20 часот во Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово. Текстот е напишан во 2006 година и Јасмина Реза е една од најпознатите француски авторки и можеби најнаградувана. Текстот не е само поставуван и изведуван кај нас, туку и низ Европа и во светот. Таа е добитничка на една од најпрестижните награди како Молиер наградата во Франција, Тони наградата во Америка, Лоренс Оливија наградите во Англија. За ова и за други текстови, текстот третира една тема која што е вечна, која што е постојана, мислам, и актуелна во било кое време, темата на родителството, на воспитувањето на децата. Има и други подтеми кои што овој текст ги отвара и прашања, но како екипа одлучивме да се држиме до таа тема на начинот на воспитување на децата, колку децата впиваат и како всушност однесувањето и карактерот на возрастните се пресликува во секојдневното функционирање и живење на самите деца. Тоа се едни ситуации кои што обично брачните двојки не ги споделуваат, освен со многу лични пријатели. Тука се работи за два пара кои што никогаш и не се сретнале порано и тука е целата комедија, барем за мене. Тие среќавајќи се за конфликт со децата излегуваат поголеми деца. Мислим дека има потреба градот кај Тетово, кај град Тетово од една ваква работа, еден театар, еден театарски, да живее малце театарски дух. Се надевам дека со тек на време ќе успееме да воспоставиме некаков си репертуар во оваа институција, со што би можеле да понудиме на тетовската публика разноразни наслови, нели, и тематики. Се надевам дека ова нема да биде, нели, единствената
единствената представа, онака и единствениот пат која ќе ја изиграме. Се надевам дека оваа представа ќе живее, навистина опфаќа една тема која што не засега сите и е доста актуелна. И би сакала да ве поканам на премиерата исто на 28 април во 20 часот тука во Тетовскиот театар. Ве чекаме. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!